Почитуван градоначалник Стефан Богоев, почитувани борци, продолжувачи, почитувани сограѓани. Задоволство ми е што денес, токму на денот на 77-та годишнина од формирањето на првиот скопски партизански одред, според расположивата историска документација која што јас ја поседувам, јас ја имам можноста да зборувам пред вас. Формирањето на првиот скопски партизански одред е значаен историски настан од нашата историја, значаен историски датум од историјата на нашето Скопје. Земајќи го предвид фактот што и каква улога имаше градот Скопје во 1941 година за тогашната бугарска административна, воена и полициска структура. Скопје, според договореното на Виенската конференција, одржана од 21 до 29 април 1941 година, станало центар на административна област и седиште на бугарската полициска управа и војниот штаб. Во такви околности, имајќи ги предвид заклучоците преточени во резолуцијата усвоена на Покраинската конференција на Комунистичката партија во Македонија, одржана на 8 септември 1940 година за формирање на еден општ македонски национално-ослободителен фронт, составен од припадници на сите етнички заедници кои живеат во Македонија, и одлуката на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија од 4 јули 1941 година за подготовка и кревање на оружено востание, Покраинскиот комитет на состанокот одржан летото 1941 година упатил директивно писмо до сите местни комитети за отпочнување на оружена борба. Во Скопје на 22 јуни 1941 година била формирана воена комисија во улога на воен штаб, која летото 1941 година организирала низа подготвителни активности за отпочнување на оружената борба, односно на овој состанок била донесена одлуката за формирање на партизански одред. Делењето летоци со содржина која служела за разобличување на политиките и целите на новата административна, полициска и воена власт, пишувањето на пароли преку кои населението се повикувало на оружена борба, собирањето на санитетски материјал, собирањето и правењето на оружје се дел од активностите кои се спроведени во овој период. За печатењето на летоците била организирана илегалната партиска печатница, сместена во станот на Кемал Мусли, припадник на Скопскиот партизански одред, а правењето на оружје како задача им било доверено на Роберт Гајдик, Илчо Јакимовски и Бранислав Шикик, исто така од редовите на Скопскиот партизански одред. Тие пак за тоа го ангажирале електромеханичарот Серафим Видески, чија работилница, сместена во дворот на неговата семејна куќа, во непосредна близина на кејот на реката Вардар, била претворена во оружарница, тоест работилница за изработка на оружје. Белек на овој предвостанички и предпартизански период биле диверзантските акции. Првата диверзантска акција во Скопје била изведена на 5 јуни 1941 година, кога на војниот аеродром бил запален еден германски транспортен авион. Во предвечерието на формирањето на Скопскиот партизански одред извршена била и диверзантска акција на рудникот Радуша со цел одземање на експлозивен материјал. Всушност, членовите на скопските диверзантски групи го сочинувале јадрото на првиот скопски партизански одред во состав: Чедомир Миленковиќ, командант на одредот, Дане Крапчев, политички комесар, Боте Боцевски, Невена Ѓоргиева Дуња, Рада Јовчевски Корчагин, Благој Деспотовски Шовелј, Стерио Кранго Дучо, Боро Ончевски, Боро Трајковски Ѓуро, Ацос Милковски, Павле Момчиловиќ и Светозар Томиќ. Во текот на неговото кратко постоење, бројот на партизани од веќе споменатите 12 се зголемил на 42, и тоа со различна етничка припадност. Партизанскиот одред бил формиран на денешен ден, 22 август 1941 година, кај местноста Чифлик во близина на градскиот парк, пошто за кратко време се повлекол наводно. Во почетокот на месец септември
од безбедносни причини, поради апсењето на курирот Босо Ѓурашковиќ и посудирот на партизанот Боро Петрушевски со полицијата, одредот морал да се повлече од водно во старата диверзантска база покрај реката Вардар, а оттаму на Скопска Црнагора, каде што престојувал во малата пештера Лазаров камен кај селото Чучер и во манастирот Благовестие, тука останал до средината на месец октомври. На оваа територија, во присуство на членовите на одредот, на 4 октомври 1941 година во селото Чучер бил формиран првиот Народно-ослободителен одбор. На 7 октомври одредот извел акција за ликвидирање на полициските агенти Мане Мачков и Круме Панков. Во оваа акција загинал партизанот Благоје Деспотовски Шовелј, а Ацос Милковски бил уапсен. По оваа акција одредот се повлекол во местната Бела Вода од десната страна на реката Лепенец, каде што на 18 октомври 1941 година борците на одредот положиле заклетва. Акцијата за ликвидирањето на полициските агенти го зголемила притисокот на војската и на полицијата врз нив. Од тие причини, како и поради престојната зима, раководството на одредот на 30 октомври 1941 година донело одлука за привремено распуштање на одредот, пошто на 2 ноември истата година кај селото Злокуќани одредот се распуштил. По распуштањето на одредот, дел од борците илегално влегле во градот Скопје, дел илегално се префрлиле во Велес со намера да се приклучат кон Прилепскиот партизански одред, а дел од нив одлужно се состанале на почетокот на 1942 година покрај реката Лепенец со намера да заменат на Косово со цел да се поврзат со народно-ослободителното движење од тој крај. Фактот дека борбениот пат на одредот е краток не значи дека е незначаен, напротив. Во партизанските редови на одредот биле 42 партизани, од кои 17 го загубиле животот во текот на војната, а тројца од нив, Александар Урдаревски, Раде Јовчевски Корчагин и Боро Петрушевски, се прогласени за народни херои. Одредот представува николец на организираното народно-ослободително движење во Македонија, на кој се надоврза Прилепскиот партизански одред, Кумановскиот, Вториот Скопски, Велешкиот, Битолскиот и други партизански одреди, се надоврзаа бригадите, баталјонот Мирчацев, првата регуларна воена единица, дивизиите, корпуси, до денешната Армија на Република Македонија, по сите стандарди, подготвена за полноправно членство во НАТО алијансата. Почитувани другари, почитувани присутни, борци продолжувачи. Во името на сите борци, во името на нивниот патриотизам, нивната храброст, во името на нивниот положен живот, да ги негуваме традициите од народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, да ги зачуваме придобивките од револуцијата. Тоа им го должиме на борците кои го дадоа својот живот, тоа ви го должиме на вас, тоа им го должиме на идните генерации и најпосле тоа го должиме на нашата татковина. Слава им на сите партизани од Скопскиот партизански одред, слава им на сите борци, знајни и незнајни.